Во однос на безбедностната состојба во Македонија, министерот за одбрана Бесими вели дека одбраната ги извршува редовните задачи, а координацијата со службите во МВР е континуирана. Членството на земјите од Западен Балкан во НАТО е од исклучителна важност за поголема регионална стабилност. Зголемувањето на силите на КФОР на Косово за 700 војници е превентива. Останува предизвикот во регионот, како што ова во Северно Косово, делот на исто така ефикасно функционирање на државниот апарат во Босна и Херцеговина и отвореното прашање за името во Република Македонија. Сите овие процеси треба да се надминат со цел регионот да стане што поскоро дел од НАТО. И покрај планираното кратење на средствата за одбраната со ребалансот на буџетот, Македонија е во рамките на просекот во однос на земјите од регионот и членките на НАТО. Средствата се намалуваат за 10 милиони евра, но интенција е да се исполнат партнерските цели со одредени заштеди и репрограмирања, вели ресорниот министер Бесими. Сега се издвојуваат 1,2% од БДП, а до 2020-та се планира тој процент да биде 2,1. Паралелно се работи на два проекта: дефинирање на моделот за модернизација на арама на среднорочен план и продажба на непродуктивната опрема за обезбедување дополнителни средства за буџетот. Ние би го користеле тој пристап, заштеди, Smart Defense концептот, модернизација на среднорочен план и менаџирање со неперспективната опрема. Македонија продолжува со учеството во мировните операции. Од баталјонот на војна полиција, која го одбележа денот на безбедноста, моментално во школата за обука на афганистанските безбедности сили има 5 инструктори и 3 штабни офицери.